Македонските народни ора имаат важно место во македонскиот фолклор и музичката традиција. Македонските ора се наша традиција, а традицијата треба да се негува. Македонските народни ора имаат важно место во македонскиот фолклор и македонската музичка традиција. Тие се многубрани и разновидни по стилот, кореографијата и обичаите поврзани со нив. Игроорната потекнува многу одавна, нели, од самото постоење на македонскиот народ и на еден начин ја отсликува целата историја на македонскиот народ. Значи, цела историја на македонскиот народ е пресликана преку македонскиот фолклор. Сите начинот на живот во поранок, значи како живеел македонскиот народ по селата и градовите, отсликан, нивните обичаи, нивните традиции се опишани преку македонските ора и песни, всушност во македонскиот фолклор. Во ансамблот членуваат 3 детски групи: почетна, средна и неголема детска група, како и првиот ансамбл кој е водечки. Децата обично доаѓаат тука негде од 5 годишна возраст, значи пред да почнат со прво деление, па овие ние бидејќи работиме со детски групи, од прилика до 15 до 16 години се тука кај нас во детските групи, за да потоа преминат во првиот ансамбл, каде што исто така продолжуваат во поголемите групи, нели, да се доусовршуваат и да играат посложени игри и песни. Секогаш е весело. Преку игра и забава поминуваат часовите, вели Маријан. Секој час започнува со загревање, затоа што игроорната е една физичка активност, каде што, нели, треба се користат сите мускули од човековото тело. После тоа се обидуваме најпрво да ги научиме чекорите. На секоја игра, секој оро има основни чекори. Значи, прво се учи основниот чекор, а после тоа се учи орото. Повеќе ора, подосна ги спојуваме и правиме една цела хореографија, што можете да видите денеска на пробата. Освен изучувањето на македонските народни ора, акцент се стави на социализацијата на децата, како и на учењето на однесување во група. Првенствено доаѓањето на децата ги поврзува овдека, значи, презентирањето на македонската култура и традиција, секако во нашата држава и надвор од државата. Меѓутоа, оно што децата како личности овдека го добиваат и се градат како здрави личности, тоа мислам дека не може да се спореди со ниту еден друг спорт. Ова е сепак тимска работа, каде што сите учествуваме заедно, значи од женскиот дел, машкиот дел, оркестарот, ние наставниците, значи тоа сме како едно големо семејство. Низ играта се развива општата моторика и центарот за рамнотежа кај децата. Истовремено сите мускули се активни, па така секое дете кое сака да се бави со некоја друга активност или спорт, преку играурната има одлична основа за тоа. А покрај тоа, музиката кај децата предизвикува емоции и ги прави посреќни. Во овие луди времиња, значи каде што децата се постојано седнати на клупи кои што не се соодветни за нивната возраст, висина и така натаму, цело време се со телефони, таблети, секако дека овој дел, да речеме, овој спорт, ова хоби, придонесува да може да, нели, децата да го држат телото исправено, да научат како да се движат и така натаму. Значи, она што е негативност во училиштата и надвор од воншколските активности можеме да го надополниме и секако како апел до сите, значи да што повеќе да се пуштаат децата на спорт. Колку е важен педагошкиот елемент за време на часот? Ние секако сме различни професии, не сме педагози што работиме со детските ансамбли, меѓутоа сме веќе и родители по долго време и веќе знаеме што значи и како треба да се однесуваме со децата. Има моменти кога треба да ги искараме, кога треба да ги пофалиме, секогаш правиме некаков баланс помеѓу тоа.
Меѓутоа, сепак сметам дека она човечкото, хуманото што го носи човекот во себе е пресудно за да може децата нели да се стимулираат, бидејќи нели е на секогаш денот до играње, до пеење, меѓутоа сепак треба да се обрне внимание на тој дел, бидејќи тие деца се сега во развој. А и ве што споделија со нас нашите мали играорци. Кажи ми, од кога почна да доаѓаш на часови по игра? Од 3... 3 годинки? Да, До сега имаш одено на фестивали, имаш учествувано на... да. Да. Каде се имаш учествувано до сега? Во Истанбул, во Кралево, во Будва. А што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Па, да бидам професорка. Од кога почна да доаѓаш на часови по игра? Па од пред негде 2 години отприлика. Од пред 2 години. А кажи ми, кој ти е најомилен оро? Па последно оро што го работиме Цвеќе Берачки. Цвеќе Берачки. А до сега имаш настапувано на некои фестивали? Да, на Скопско лето и други некои фестивали. А кажи ми уште, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Играорец, секако.